Администрацијата ниту одговара на дел од барањата на граѓаните за информации од јавен карактер, ниту го образложува своето молчење, покажа кварталниот извештај на невладината аналитика. Дел од институциите пак, како на пример Министерството за земјоделство, одбило да се изјасни на барање, велејќи дека не може да достави навремен одговор поради недостиг на ресурси, иако според закон требало да побара дополнително време. Јавниот сектор најчесто ја правда затвореноста, тврдејќи дека од нив се бараат доверливи информации. Така МВР одбило да даде податоци кога новинар ги прашал кои поранешни функционери користеле физичко обезбедување и во кој период. МНР пак, како класифициран документ, го прогласило одговорот на прашањето колку држави досега ја признале Македонија под уставното име и кои се тие. Институциите не смеат автоматски да одбијат барање, туку мора да спроведат тест на штетност за класифицираната информација. Од невладината аналитика велат дека Комисијата за слободен пристап до информации од јавен карактер мора да направи темелен увид дека информациите кои се штитат навистина се доверливи. Комисијата треба да провери дали навистина како е изведен тој тест на штетност и да се увери дека недвосмислено институциите ќе потврдат дека интересот кој што се заштитува е навистина поголем од јавниот интерес. Мислам дека се уште постојат одредени ризици при ова прашање, бидејќи не постои јасно утврдена методологија за тоа како се утврдува, како се цени едниот наспроти другиот интерес. Комисијата пак има забелешки за извештајот на аналитика. Тврдат дека го анализираат секое решение за одбиен пристап до информација и се уверуваат дали објавувањето на класифицираната информација е штетно. За аналитика проблематичен е и инспекцијскиот надзор на Дирекцијата за заштита на лични податоци, чија функција е да врши надзор при обработување на лични податоци и нивна заштита во Република Македонија. Ова институција беше критикувана во јавноста, особено во екот на аферата со преслушување, кога се изнесуваа лични податоци. За скандалот кој се обелодени во 2015-та, од дирекцијата не одговорија дека немало поплаки на граѓани, па тие спровели редовен инспекцијски надзор во 2016 година. Беа утврдени неправилности и повреди, при што на почетокот на 2017 година е донесено и решение во врска со спроведениот надзор. Со решението е задолжен министерот за внатрешни работи да превземе конкретни действија и активности за отстранување на утврдените неправилности и повреди, при што крајниот рок за постапување по решението е месец јули 2017 година. Според Лембовска, дирекцијата не мора да чека поплаки од граѓани, туку мора да постапува и по допрен глас. Најмалку би очекувале да излезе и да го осуди случајот и да им укаже на институциите кои што објавиле такви податоци дека тоа се коси со законските одредби. Понатаму таквите институции треба да бидат предмет на инспекцијски надзор, кој што може и тоа како дирекцијата да го направи на своја иницијатива. Од аналитика велат дека двете надзорни тела треба во медиумите и невладините организации да гледаат партнер, за да се врши притисок врз сите институции да ги исполнуваат своите законски обврски.